Добар ден, почитувани, 11 часот и 15 минути. Ние започнуваме практично со програмата Радио што се гледа. И само ќе запрашам нешто. Кој вели дека младите луѓе не сакаат да работат во Македонија, односно во Прилеп? Кој вели дека младите луѓе во Македонија не си ја сакаат татковината и својот роден град? Тука со мене во студиото е Костадин Петковски, млад физиотерапевт, дипломиран физиотерапевт, кој што в сабота отвара ординација физиотерапевска, а со него ќе разговараме еве и покрај тоа и на темата зошто младите луѓе би останале во Прилеп, би останале во Македонија и да го работат она што го сакаат. Најпрво Костадин, добре дојде. Добре ме најдов. Добар ден, почитувана публика. Добар ден, почитувани новинари. Чест и задоволство ми е да видам во вашето студио. Благодарам на поканата. Честа е взаемна, задоволството исто така, бидејќи она што претходно разговаравме навистина ме израдува, а тоа се ретки примери, млади луѓе да останат тука, да работат, да го работат она што го сакаат, она што практично го завршиле и како факултет и како стручно образование и да се надоградуваат. Ќе започнеме со она што беше повод за овој разговор, а тоа е дека утре, сабота, се отвара ординацијата Физио Петковски. Ќе ни кажеш каде се наоѓа, каде е локацијата и што практично Физио Петковски ќе офаќа како ординација, што можат како услуги прилепчани, па и пошироко еве сите оние кои што се заинтересирани, кои што во моментот не следат, а верувам дека имаш доста следбеници на Facebook и на другите социјални мрежи, ќе можат да пронајдат кај тебе како услуга од страна на физиотерапијата. Центарот за физикална терапија Физио Петковски се наоѓа на улицата Архиепископ Тодисеј 122. Центарот за физикална терапија ќе офаќа масажи, пред се рехабилитација на пациенти кои имаат проблеми со ишијалгија, проблеми со брахијалниот нерв, сколиози, кифози, лумбаго, невралги, техники кои ги применува Центарот за физикална терапија, односно јас, се акупунктура, киропрактика, електротерапија, ласер, вендозитерапија, хиџама и така натака, кинезитерапија и други техники. Тоа значи дека си специјалист за многу техники. Кои се твоите специјалности во случај? Моите специјалности, јас пред си имам завршено факултет за физикална во Скопје, имам дипломирано 2021 година, а дополнително имам земено како специјалност имам земено акупунктура, киропрактика и FDM техника. Тоа се навистина многу техники и сигурно специјалноста не доаѓа туку така, туку треба да се практикува, јас би рекла, и труд, секако. Она што сакам да те запрашам е, навистина има потреба многу кај прилепчани, кај луѓето кои што, еве, променливо време, климатски промени, но и дополнителни услуги за да може да се подобри здравјето, но она што го кажа претходно ми остана, ми се врежа в памет, а тоа е дека живот без болка. Можен ли е живот без болка? Па сите целиме на живот без болка, затоа сме ние тука да му помогнеме на луѓето да се оствари тој сон, односно животот без болка, да се дојде до границата, односно приближно до животот на болка. Можно е, значи. Па можно е. Да. Костадин, имаш и претходно искуство, си работел, си помагал, си волонтирал, верувам дека имаш и голема пракса и на факултетот што си го завршил. Ајде нешто повеќе за тоа во однос на искуството. Па јас пред се почнав многу рано со овој занает, со оваа струка, почнав на моите 15 години кога завршив прва година средно образование, бев овде во Прилеп, одсек физиотерапевт, почнав со една моја братучета, додека учев, јас и работев. Се така беше до прва година на факултет, кога се запишав во Скопје. После тоа продолжив веќе сам да работам, значи студирав и работев. Го завршив факултето, а после тоа почнав да се надоградувам. Има ли интерес кај луѓето? Препознаваат дека помага физиотерапија? Па интересот е голем. Секој има проблеми. Што би рекол од 7 до 77, не би рекол само прилепчани, јас имам пациенти, значи од околните градови, од околните места, да речеме од Крушево, од Кичево, од Кавадарци, од Битола,
од сите села што се околу Прилеп, значи потребата за физикалната терапија е огромна, пред се, јас би рекол, од начинот на живот кој што го живееме. Брз начин на живот, немање на време доволно да брниме на себе, односно самото тело ни дава информации, знаци некогаш дека нештото не е во ред, ама ние немаме време за тоа да му обрнеме внимание, викаме ај чекај уште малце да постои, чекај малце да постои, веќе кога ќе дојдат симптомите, болки, тогаш луѓето почнуваат да барат нешто. Јас би пратил апел до населението, до сите гледачи, до сите пациенти, клиенти, да не чекаат да дојде до последна фаза, па после се бараат. Значи по книга и по самите студии задолжително и мора да се прави 1 до 2 масажи онака на телото, макар и релекс да биде, за да се опушти самата мускулатура, да му дајме на телото нормално да функционира. Односно да не ги занемаруваме тие знаци кои ни ги праќа, сигнали кои ни ги праќа самото тело. Точно, на што рече, бидејќи новиот начин на живот, пред се седечката положба, брзиот начин кога немаме време на самите себе да мислиме, практично тоа е последица она што се случува денес. Она што сакам да те запрашам е алтернативната медицина или делови од твоите специјалности кои што се повеќе наоѓаат примена тука во Македонија, кинеската медицина. Се препознава ли тој дел од таа алтернативна медицина дека има навистина добри резултати и зошто се одлучи токму тоа да биде твоја специјалност? Несомнено, значи акупунктурата како дел од кинеската медицина, значи дава феноменални резултати. Луѓето почнуваат да ја препознаваат таа техника. Јас се одлучив на таа техника да ја работам, ради што работам претежно со проблематики. Акупунктурата со микс на другите останати терапии како масажа, електротерапија, вендузитерапија и акупунктурата помага, сум увидел низ годините, низ работното искуство, сум увидел дека тоа е тоа што го дава финишот и да стигнеш до целта. Пред се акупунктурата е нешто феноменално. Да, има и секако многу долга традиција и треба да се почитува. Кинезите ги премнували лјанници години уназад таа техника. Кога ќе дојде човек кај тебе, а има некаков проблем, да напоменеме, значи, утре се отвора центарот за масажа или центарот за физиотерапија во населбата Варошко Мало, на улицата Архиепископ Доситеј, практично на раскрсницата со блиску до двете раскрсници, нели, со димноредникот и која улица беше во близина, не се сеќавам. Маријовска, мислам. Маријовска. Значи многу едноставно се наоѓа. Кога ќе дојдат кај тебе луѓето, што треба да носат со себе од медицинска документација за да можеш да им помогнеш? Значи не станува збор за терапија за релаксирање, туку еве за одредена помош. Што треба да носат? Добро би било, например, доколку имаат направено магнетна резонанса или РТГ, односно рентген, пред се мене ми улеснуваат да дојдам до сликата, односно се направам една визија како би го лекувал самиот пациент, кога ги имам некои потребни информации. Значи, се што имаат, доколку се снимали, се добро би било да ги носат за да се види што е како е, па после да продолжиме со процесот на рехабилитација. Одлично. Како ќе биде работното време на ординацијата, како можат да те контактираат за да можат да закажат? Работното време ќе биде секој работен ден од 11 до 6 часот попладне, во сабота ќе биде од 12 до 5 часот попладне. Значи луѓето можат да ме најдат на Facebook и на Instagram, Физио Петковски, телефонскиот број ми е 071 816 298. Достапен сум, гледам да бидам колку можам флексибилен со луѓето, знаам дека тие ме барат сите имаат мака, да му излезам на сите во пресрета. Уште еднаш, утре е отворањето, јас се надевам дека и ќе бидеме присутни таму. Може би, нареднава недела ќе пробаме нешто од она што ти го нудиш како услуга, како пациенти, и со големо задоволство, бидејќи и досега сме слушале за она што ти можеш да им го пружиш на луѓето, на пациентите. Она што сакам да те запрашам во вториот дел од разговорот е твоето искуство што го имаш како работа и во Македонија, но и во странство, и од областа на твојата специјалност, но
и како млад човек, бидејќи си искусил како е да се живее во странство, како е да се работи во странство и што беше поводот да се вратиш во Прилеп, во Македонија и да отвориш еве свој бизнис? Па никаде како дома би рекол. Значи, на мои 19 години како студент сум заминал Америка, таму работевме, се заработуваше добро, али фали нешто, те влече да се вратиш назад пред се, викаш татковината, семејството, родниот крај, таму каде што си израснал. И тој беше мотивот ја да се вратам назад. После неколку уште една сезона бев во Хрватска. Не викам дека не беше добро, дека не се заработуваше, ама сепак пак целев да се вратам назад, да отворам центарот за физикална терапија, да му помагам со тоа сето што знам на луѓето што се овде. Сакам да придонесам нешто фазла за мојот град и општо за Македонија. Браво. Секоја чест. Како Благодарам. млад човек. Да. Значи, твојата иднина ја гледаш тука и верувам дека имаш мрежа од луѓе кои што на некој начин се твои соработници, но и твои пациенти. Ајде сега на крајот од разговорот и за она што го спомнавме, масажа за релаксација, масажа која што може некогаш дури и да помогне за човек психички да може да се ослободи од целиот товар кој што го носиме со ова брзо време. Можеш ли и такви масажи да овозможуваш? Да, несомнено. Значи, релекс масажата е општо еден поклон за самото тело, да му возможи на самото тело да ужива во нештото. После станување од самиот стол за масажа ти да бидеш како едноставно друг човек. Јас препорачувам и апелирам сите граѓани барем еднаш до два пати месецо, не мора кај мене, како било, али тоа да си го дозволат на самото тело. Така. Кои се твоите услуги што најчесто ги даваш? Бидејќи ова сега ќе го споменам, сме разговарале и со доктори специјалисти, пред се ортопеди, многу често последниве години луѓето во Прилеп особено имаат проблем со колената. Дали е тоа на одредени региони во Македонија, поврзано е со територија или поврзано е со работа низ годините кои што се претежно со работата и како поминуваат годините. За тие проблематики, значи ги работам и може да се помогне. Пред се може да помогне електротерапијата, акупунктурата, масажите, ласер терапијата, се со цел да се дојде до тој што го рековме живот без болка. На крајот, што им препорачуваш на сите оние кои што не следат во моментов, кои што не слушаат, во смисла на тоа да си овозможат живот без болка, но и да се чуваат себе си? Кои се препораките како еден физиотерапевт кон луѓето кои што немаат време за себе си во ова време брзо во кое што живееме? Што треба да се прави во текот на денот за да може човек да не дојде, да има болка, па да може да реагира кај одредени доктори или да дојде до физиотерапија? Пред се тука е физичката активност. Значи, живееме, пред се рековме, таков брз начин на живот, долго седење, возење во автомобил, немаме време за движење. Макар во денот по 10 минути пешачење, тоа ќе му дојде добро на човековото тело, доколку немаат време за друга физичка активност. Пред се физичката активност, за да се одржат самите мускули, самите лигаментарниот состав и тетивниот состав, да биде телото да не дојде до болка, се со физичката активност. Тоа е најважно. Благодарам, тоа беше разговорот со Костадин Петковски. Млад човек кој што останува во Македонија, отвора свој центар за физиотерапија и тоа утре, во текот на утрешниот ден. Рековме дека ние ќе бидеме во контакт со него. Секоја чест уште еднаш, со среќа и со беричет. Благодарам. И се надевам дека уште повеќе ќе се надоградуваш како стручњак и дека твоето име доправа ќе биде познато во Македонија. Се надевам. Јас пред се, уште еднаш ги поканувам сите мои клиенти, роднини, пријатели да повелат да дојдат на отварањето на Центарот за физикална физио Петковски, кој се наоѓа на локацијата Архиепископ Тодисеј 122, со почеток од 12 до 17 до 18 часот. Се гледаме утре. Точно. Благодарам уште еднаш. Поздрав се, најдобро.